Овие млади луѓе се чувари на принципите кои што се вградени во уставот, вели професорот Александар Климовски, кој денеска го посети кампот на чуварите на демократијата во паркот спроти собрание. Климовски вели идејата на кампот е борба за суверена независна држава, каде што ќе владее волјата на мнозинството граѓани, а да се спречи тиранијата на малцинството врз мнозинството. Треба да им се честита на овие млади луѓе што веќе имаат изградено таа свесност за тоа што значи демократија, како се чува демократијата, како мирно се протестира. Тие беа дел од заедно со уште 90.000 луѓе беа дел од оној голем народен протест каде што искажаа својата непоколеблива волја да застанат зад политиките, што значат вработување, што значат инвестиции. Честитки конечно и на овие млади луѓе што го чувствуваат моментот. Чувствуваат дека Република Македонија токму во услови на развоен циклус, инвестиционен циклус е нападната. Нападната е од внатрешни и надворешни сили во спрега со внатрешни сили. Најверојатно големата слика за тоа ќе ја дознаеме многу брзо, кои биле мотивите и зошто е тоа така. Поранешниот председател на Сдруженијето на стечајни работници со на 25 години стаж Стојан Стојанов, кој самиот пред неколку години кампуваше спроти собранието, им даде поддршка на чуварите на демократијата и заложбите за почитување на изборната волја на граѓаните. Јас на нивна страна останувам да истраат до крај, бидејќи ова е единствена наша земја, наша држава, ние друга држава немаме и бидејќи во сега овој на изградба на фабрики, барање на странски инвеститори да ги обноват фабриките и нови дури фабрики да се отвараат за овој наш млад кадар што го имаме и нашите луѓе кои не се вработени да има што повеќе вработување. Гледаме дека од друга страна се прават големи обструкции за уништување на се ова што се прави, макотрпно, што претходно беше уништено. Стојанов вели дека е недозволиво и недемократски да се бара оставка од власта, која победила со разлика од 200.000 гласови пред само една година. Камперите спроти собрание велат дека ќе останат онолку колку што е потребно, се додека не се запре со загрозување на државните и националните интереси, кое според нив го прави опозицијата. Додека е потребно ќе останеме за доброто на Македонија и македонскиот народ, ќе останеме колку што е потребно. И сакам да се заблагодарам на сите граѓани кои не поддржуваа за нашите кампувања и барања, кои не поддржуваат. Голема благодарност за луѓето кои сметаат дека ова е позитивно. Во текот на денешниот ден, како дел од програмата на камперите, говори пред чуварите на демократијата, ќе имаат Тони Михајловски, Јохан Тарчуловски и Филип Петровски.